12 милиони евра се реализирани за развојот на источниот регион во делот на заштита на животната средина, развивање на туризмот, унапредување на општествената сфера и квалитетна инфраструктура. Освен споменатите 12 милиони евра, владата изготвува и план за 10-годишна стратегија за одржлив рамномерен регионален развој. Во моментот Министерството интензивно работи на оценка на постоечката 10-годишна стратегија за рамномерен регионален развој, да видиме што е она што било добро, да продолжиме во таа насока, што е она што сме покажале слабост и како држава, и како региони, и како општини, да го коригираме и со помош на таа анализа да се изготви новата 10-годишна стратегија, која што ќе значи патоказ за рамномерниот регионален развој. Интенцијата е средствата да се зголемуваат, меѓутоа паралелно ќе бараме и од општините, и од центрите, меѓутоа и од сите релевантни фактори во државата, да тие средства навистина што е можно поефикасно се искористуваат и за она што значат приоритети за регионите и за општините. Согласно потенцијалот и природните ресурси, општините имаат проекти и бараат средства за реализација на истите. Јас можам да ја поздравам одлуката на владата која што за минатата година за двојно ги зголеми средствата за поддршка на општините преку најразлични програми, но можам да кажам дека и треба да продолжи и понатаму со така крупни навистина исчекори, заради тоа што гледаме дека во голема мера се искористуваат средствата или над 95% како што каже заменик министерот, и тоа е добро. Тоа значи дека општините имаат проекти, тоа значи дека општините бараат средства. Ние како регион мораме да размислуваме и да работиме на туризмот. Во овој регион имаме Пониква, Осоговските планини, секој од нашите градови има одредени специфики. Во Штип овде е Исарот, реката Брегалница. Освен тенденцијата и креација за изработка на проекти, многу е важно да се споделат искуства и со останатите региони од државата. Сметам дека секој искуство што го слушнеме, дали од наши колеги овде и од другите региони или при посети од нашите соседни земји, навистина тоа се убави искуства кои не мотивираат да навистина работиме посериозно, посветено и одредени одлуки за кои имаме дилеми да ги донесеме посилно и што, како тие што кажуваат, носите ги тие одлуки денес, не утре, е многу важна поддршка што ја добиваме од нивна страна и дека навистина тоа ние максимално го користиме и како што реков, разговараме и се договараме и верувам дека нашите искуства што ги собираме и што ги имаме, бидејќи ние сме веќе скоро 2 години, она што го стекнавме, дека последните 2 години мудро ќе го искористиме и ќе допринесеме за побрз и поубав развој на целиот регион. Ова беше кажано на денешната меѓународна конференција за одржлив рамномерен развој кој се одржа во Штип.